Индустријските активности се извор на загадување врз животната средина преку емисии кои се испуштаат во атмосферата и водите создавајќи отпад и потрошувачка на ресурси. Употребата на хемикалии во производите и процесите може да резултира со нивно испуштање во животната средина. Хемикалии дома. Например, некои од овие хемикалии може да се најдат во средствата за чистење и производите за лична нега како и разубавување. Овие хемикалии се поврзани со рак, репродуктивна и развојна токсичност, ендокрини нарушувања и други здравствени проблеми. Загадувањето и токсините предизвикуваат најмалку 9 милиони предвремени смртни случаи. Еден од 6 смртни случаи во светот е поврзан со болести поврзани со загадувањето. Козметичките производи како што се шминка, креми за лице и така натаму станаа дел од нашата секојдневна рутина. Но за жал често пати не знаеме дека повеќето од нив содржат хемикалии кои ја оштетуваат животната средина. Повеќето луѓе не размислуваат два пати пред да користат шампон, креми за лице или лосион за тело, но овие производи најчесто завршуваат во канализацијата и на крајот можат да го најдат патот до нашите водни патишта. Некои од најчестите загадувачи што се наоѓаат во козметиката вклучуваат фталати. Овие хемикалии се користат за да ги направат производите пофлексибилни и да го продолжат нивниот рок на траење. Тие се поврзани со ендокрини нарушувања, репродуктивни проблеми и рак. Парабени. Овие конзерванси се користат за да се спречи растот на бактерии во козметиката. Тие се поврзани со рак и репродуктивни проблеми со здравјето. Олово. Овој тежок метал често се користи во кармини, бои за коса и други производи. Може да предизвика невролошки оштетувања и други здравствени проблеми. Вазелин, нуспроизвод од преработката на нафта. Вазелинот се користи како хидратант во разни козметички производи. Може да биде контаминиран со полициклични ароматични аглеводороди поврзани со рак. Ова се само некои од најчестите загадувачи што се наоѓаат во козметиката. Па што можеме да направиме за да избегнеме понатамошно загадување? Прво, имајте на ум список на состојки што треба да се избегнуваат. Потоа, проверете ги етикетите на она што го купувате за да бидете сигурни дека никогаш не користите состојки што влијаат на вашето здравје или на животната средина. Во ваши раце е да направите побезбеден избор за нашата планета. Проект финансиран од Министерството за животна средина и просторно планирање како дел од проектот Козметичката индустрија и нејзиното влијание врз животната средина и здравјето на луѓето, која спроведува СПА и Велнес Асоциација на Македонија.